Euro NCAP наведува дека камионите сочитуваат помалку од 3% од возилата на европските патишта, но се одговорни за дури 15% смртни случаи, главно заради многу поголемата километражна што ја поминуваат. Фактите велат и дека само 11% од жртвите во несреќите на тешките возила се возачите или патниците во нив, додека 89% се останатите учесници во сообраќајот. Затоа и како директива се наметна безбедносните карактеристики кон другите, посебно пешаците и велосипедистите. Од таа причина, освен звездички, се доделува и така наречена City Safe акредитација на возилата кои имаат технички решенија за спречување на несреќите и намалување на последиците од нив во градовите и урбаните средини. Во тестирањата, кои заради обемноста беа спроведени во повеќе испитни центри, беа опфатени 9 дулголиниски влекачи од 7 производители. Од нив 2 добија по 5, а еден само една звездичка. Останатите имаат по 3 или 4 звездички. Апсолутно најдобри меѓу сите се покажаа Volvo, FM и FH Aero, кои единствени ги освоија максималниот број звездички, додека пак и Iveco разочара, бидејќи испораката на нивните камиони од новата генерација, подготвени најдобро да се справат со безбедносните ризици, се уште не е започната и беше тестиран стариот модел. Изненадувачки лоша оценка за избегнување судари доби DAF XF, но затоа брилираше во безбедноста во возењето, сместувајќи се за влакно под најдобриот на тестирањата. Генерално, дури и не така деталниот преглед на резултатите покажува дека кај безбедноста на камионите има уште многу простор за унапредување, заради што од Euro NCAP најавија дека во догледно време ќе бидат додадени нови категории за оценување, а од 2030-та ќе се спроведуваат и судари меѓу камиони и автомобили.